видиме дали е вакцинацијата единствена превентивна метода или постојат и некои други методи со кои што можеме да го заштитиме и подобриме здравјето на нашите деца. Ја повикувам доктор Јадранка Бибан, специјалист гинеколог и основач на проектот Осумка, која со години се залага за природни и нештетни начини на превенција и третирање на болести од кои страда современиот човек. Таа исто така истакнат борец за етика во медицината и силен критичар на недоследностите кои се спроведуваат од нашиот здравствен систем. Повелете. Сега официјално да ве поздравам и благодарам за овој аплауз. Ќе го повикам и син ми, бидејќи да ми или вие покажете ми како оди ова, ја стално кога ќе допрам компјутер се блокира. Само на оваа стрелка? Аха, окей. Инаку немам навика да користам ни слайдови, односно PowerPoint, нели како се вика. Затоа што ги заборавам слайдовите, кога многу ќе се зазборам и гледам дека сум зборела, све сум кажала, а слайдовите не сум ги прикажала. И затоа, но сега подготвив нешто. И во врска со ова денешна дискусија, јас навистина не знам сега што повеќе да ви кажам од она што кажаа претходните дискутанти, тие све кажаа. Последните говорнички, доктора Чернич, да, и Демирович, кажа многу битни работи кои што мислам дека треба да ги земете веднаш во предвид, а тоа е оној момент кога се обидувале и не само тие претходните говорнички, значи се обидувале на системот и на оние кои го чинат системот да му докажат за неговите недоследности. Но тоа е борба со ветерници. Јас одма ќе ви кажам дека ниту еден здравствен систем не е создаден за да го заштити вашето здравје. Разочарувачки, но вистинито. И вие да очекувате од здравствениот систем, од здравствените власти, да го заштитат вашето здравје и да понесат одговорност за вашето здравје, тоа е неверојатно, неостварлива работа. Но сега, јас можам да ви кажам неколку работи, кои што, како сублимат на целата оваа дводневна наша работа, ќе бидат некои, ќе можете да изведете некои заклучоци и да го најдете решението за сето ова. Ова е лемур. Односно, тоа сум јас во очите на син ми кога го чекам во 3 сатот после полноќ од шетање. Вака ме гледа. Јас вака сум му изгледала и тоа значи, тој иако има сега 24 години, јас се уште се грижам за неговото здравје и неговата безбедност, дали е добар, како е, каде е и кога ќе се врати. И можам да сватам зошто сте сите вие денес овде и ги пратите сите овие работи, сите се грижиме за здравјето наши и за здравјето на нашите блиски, без разлика дали се тоа деца од новородени, дали се од 1 година, 2, 30 години, 50 па и 80 години, тоа се наши деца за кои што го сакаме најдоброто. Но сега ќе ви кажам една друга работа. Сето ова со вакцините, мене ми е навистина многу чудно. Јас сум постара генерација, родена сум 64-та година. И ги лежав морбилите на мои 4 години и кога се разболев од морбили, односно моја другарка се разболе и моите веднаш ме однесоа нагости кај неа да ме префатат морбили. Кога развив морбили, моите изгледаа вака. Многу се радува. Дури мајка ми сите комшики ги частеше со кафе. Така е, јас и сестра ми заедно ги прележавме морбилите, паметам дека не однесоа на доктор
Докторот исто така беше многу среќен. Мене ми изгледаше вака. Беше пресреќен кога не виде, целите бевме црвени, дури во очите бевме црвени, ушите црвени, цели бевме црвени. И на моите им кажа да ни купат црвена облека. Тоа било добро. Замислете доктор кој што тогаш, значи 68 година, така му доаѓа, работеше во јавно здравство и се повика на лекување со бои. Замислете сега некој тоа да го каже, па лекарска комора не е една тужба. Ќе го пријави во Светска здравствена организација како отпадник од медицинската наука, отпадник од медицинската фела. А навистина таа облека ни помогна. Убаво се чувствувавме. Ние бевме во кревет 4-5 дена со висока температура. Јас бев многу среќна затоа што докторот рече никаков лек не треба. Ниту инекции, ниту сирупи, ниту таблети, ништо. Само многу овошје, одмарање и течности. Ништо повеќе. Тоа беше во 1968 година. Меѓутоа, тогаш почна модата со имунизација со вакцини. Јас тргнав во прво оделение и одевме на систематски преглед и тогаш имаше некоја вакцина за првачињата. Не можам да кажам која беше, не се сеќавам, не знам, малечка бев. Но јас бев многу разочарана затоа што бев тргната на страна и не сакаа да ме вакцинираат. Сите деца вака ги држеа рацете, а јас не можев да држам и да се фалам со вакцината. Зошто? Затоа што имав воена здравствена книжка и бев воен осигуреник, татко ми беше воено лице. И кога ќе ја видеа таа воена здравствена книжка во цивилното јавно здравство, мене не ме примаа. И не сакаа да ме вакцинираат, но не ме исфрлија од школа. Да, заедно јас и едно мое другарче, момче, бевме воени осигуреници и ние една вакцина не ја примивме. Тогаш моите родители отидоа да се бунат. Зошто ние не сме вакцинирани? Не може, вие не уплаќате во цивилниот фонд за здравство. И тогаш се мобилизира и военото здравство и за некоја година организира вакцини на децата од воените осигуреници. Така се одвиваше вакцинирањето во 60-тите и рани 70-ти години во бивша Југославија, односно овде во Македонија, кога почна промоција на сите тие како да кажам, имунизација од тој тип, која што потоа стана обавезна за повеќе типови на вакцина. И како се движеше времето, од тогаш наваму се смени. Се смени, почна поинаков поглед на работите, почнаа луѓето поинаку да гледаат на морбилите, на сите заразни болести, така што сето тоа дојде во една друга конотација. Оваа слика, сакам да ви покажам, е слика која што ме потсеќа на мојата студија на медицински факултет, кога ние како студенти бевме на вежби на клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби и асистентот кој што не водеше ниту праша, ние 10 луѓе бевме, ниту не праша дали сме вакцинирани од морбили, дали сме прележани од морбили, не внесе во една соба со 3 болни од морбили. И рече, сега, кој од вас не лежал, за 2 недели ќе се разболи. И беше насмеан довде. Беше асистент и беше специјалист по инфектологија. Тоа беше во 1982 година, кога имаше обавезна вакцинација. Како понатаму почна да се менува јавното мислење? Како почнаа луѓето поинаку да ги размислуваат и да ги прифаќаат работите? Како болестите почнаа да стануваат опасни? Како болестите почнаа да мораат да се искоренуваат? И тоа оние болести за кои што пред само 10 години се радувавме ако ги добиевме.
Вака денес изгледаат родителите на болно дете со морбили. Загрижени. Што ќе биде со детето? Како ќе ги прележи? Дали ќе ги прележи? А децата се вака. Затворени во карантин, разочарани, натажени. А докторот е ваков. Све се смени, луѓе. Што се случува околу нас, навистина мене не ми е јасно. Све се смени. Што е она што луѓето не го приметуваат? Не приметуваат што се случува со нив кога ќе се смени околината. Луѓето ја гледаат промената на околината, на надворешноста, а не гледаат што се менува кај нив. И сето тоа и кај мене се случуваше допред, можам да кажам, 15 години. Јас бев роб на околината, јас бев роб на информациите со кои што се идентификував. Јас бев роб на политиката во здравството, јас бев роб на усвоената официјална медицина. И не само јас, туку сите мои колеги што беа околу мене. И сега, кога вие ќе се разбудите од еден таков длабок сон, вие барате сите да се разбудат. Не може да се разбудат. Нив им е убаво и сладко да спијат. И вие немате право да барате да се разбудат на тој начин, бидејќи ги повредувате. Вие барате правда од вашите колеги кои што се крајно исплашени. Вие барате да го победат стравот. Не е тоа така лесно. Може би вие сте го победиле стравот. Меѓутоа, сте поминале низ Голгота. И има луѓе овде кои поминуваат низ Голгота. Што е важно во поминувањето низ Голгота? Да знаете дека тој пат е само ваш. И вие треба да го искористите. И да искористите целта до која сте стасале, одејќи по вашиот пат на Голгота. Не се сите спремни да го поминат тоа. Вие барате од вашите колеги да дојдат овде и да ја поддржат теоријата до која што вие сте дошле со силни сознанија и факти. Мислите дека тие не ги знаат тие факти? Се знаат. Апсолутно се знаат. Може би и повеќе од нас сега овде 2 дена што изнесовме безброј факти, стотици факти. Повеќе знаат. Меѓутоа, тие се немаат самите себе си. Ја немаат собствената личност. И не можете од нив да барате да ви го дадат она што го немаат. А вие можете да го искористите она до што вие сте дошле. Да се искористите самите себе си. Тука лежи излезот од целата оваа ситуација. Тука лежи излезот од хаосот, во кој може би вие мислите дека сега се наоѓате и немате излез. Она што вчера зборувавме, вашите деца не ги примаат во школа. Вашите деца се среќни. Што ќе им е тоа школа, луѓе? За нигде е школото. Кој ќе ги учи тамо? Уплашени педагози? Уплашени психолози? Психолог кој што е уплашен? Тој не ја совладал психолошката наука како наука. Тој не се совладал сами од себе си, каква наука. И на кого може тој да помогне кога не може да си помогне на самиот себе си? Вие барате од колегите да го почитуваат Хипократ. Па јас искрено да ви кажам, не сум сигурна ни дали постоел тој Хипократ. Хипократ е во вас, во самите вас. Не можете вие да барате да почитуваат некого кој што не го сваќаат. А тоа се самите себе си. Тие не се сваќаат самите себе си. Не можам јас како доктор да се вадам на фактот дека загрозена е мојата екзистенција ако кажам јавно нешто. Јас мислам дека ова оди на YouTube. Еве, бидејќи моите колеги не се денес тука. Може би има некој, меѓутоа луѓето кои што требаше да дојдат ги нема, може би сега слушаат.
Нека се победат самите себе си. И нека ја достигнат слободата, која што им е толку многу неопходна. Не заради нас, туку заради самите нив. Тешко им е да живеат така. Без разлика колку пари ќе заработат. Тешко е да се живее со тие пари кога си затворен во решетките на умот. Тие не ја познаваат вистинската слобода и немојте од нив да барате разбирање. Како ќе се извлечете од се това? Јас можам само да го кажам она кое што јас сум го доживела. А вие можете да го искористите она што вие сте го доживеале. Јас овде не сум денеска за да ве насочам некаде и да инсистирам да одите по тој пат. Јас денес сакам да споделам мои искуства, мои сознанија, а како вие тоа ќе го примите, влезете во самите себе си, анализирајте се и одберете она што ќе го одберете. Она што не сакате да го одберете, отфрлете го. Кога ние ќе се најдеме во состојба на страв, како реагираме? Инстинктивно. Бегај или летај. Така ли е? Тогаш ние не размислуваме, воопшто не размислуваме. Ние сме во состојба на страв и сакаме да се спасиме. Делуваме инстинктивно. Тоа е пониска вибрација. Многу ниска вибрација. Ако размислиме или ако научиме нешто, ако изучуваме некоја наука, тогаш ние го користиме и нашиот интелект и нашето знаење. Тоа е нешто повисока фреквенција. Но, ако навлезиме во самите себе си, тогаш можеме да искористиме и нашата интелигенција. Сега, највисока фреквенција на нашето однесување е нашата интелигенција. Тоа го знаат луѓето кои што сакаат да имаат моќ над нас. Луѓето кои што всушност се исплашени од интелигенцијата на човекот и ќе направат се ние да не ја користиме толку многу нашата интелигенција, која е равна на нашата свест. За да ја утупат нашата свест, луѓето кои што сакаат да имаат моќ врз нас, ја користат фреквенцијата на стравот. Не држат во страв. Докторите ги држат во страв да не ја изгубат лиценцата. Па шо, јас немам лиценца, па еве денес зборам тука. Шо ако немам лиценца? Што е лиценца? Кој мене треба да ми даде лиценца за работа? Лекарска комора? Кој лекарска комора мене да ми даде лиценца за работа? Ја имам завршено медицински факултет, имам дипломирано, имам специјализација, имам положено државен испит за оваа држава. И се зошто треба мене лекарска комора да ми даде лиценца за работа? Јас не гледам тука логика. И тоа, за таа лиценца да ја добијам, јас треба да одам на континуирана медицинска едукација. Океј, добро е тоа. Меѓутоа, таа континуирана медицинска едукација е одите тамо и едни исти професори ви држат едно исто предавање, а се менува само оној кој што дава ручек. Фармацевската куќа. Така е. И секогаш има една сесија за неговиот лек кој што треба ние да го препишуваме. Ете, тоа е таа континуирана медицинска едукација. Кога јас почнав вака да зборувам, претходно, кога работев во гинеколошка ординација, секојдневно мене ме посетуваа представници на фармацевски компании. И ми носеа и пенкалца, дигитрончиња ми носеа. Мајички имав. Чадорчиња имав. Еднаш ми платија и конгрес во Охрид. Ми платија, да. 2 дена спиење во Метропол. Јадење колку сакаш. Пиење, забава навечер. После еднаш ме однесоа и на Пантелеймон.
тука во Скопје, на вечера на јагнешко, тогаш јадев и месо. Сега, од кога почна вака да работам, едно чадроче не ми нема донесен. А ми си скршија сите. Кога престанаа да ми носат? Кога имаше презентација за ХПВ вакцината, тоа беше 30 декември на дочек 2000 некоја, сега не знам, пред 10 години беше. Во Holiday Inn. И бевме поканети сите гинеколози од Македонија, организатор и спонзор на таа конференција, да кажам, или пред новогодишна забава, беше заедно, сублимирано све, беа фармацевската куќа која што го донесе ХПВ вакцината тука како обавезна, која сега се е пропишана како обавезна вакцина. Двајца од професорите на гинеколошка клиника одржаа предавања со кои што ние требаше да бидеме насочени за да ја даваме таа вакцина и да ги убедуваме луѓето дека не треба да се спротивставуваат и така натаму. И кога требаше да се постават прашања, јас дигнав 2 прста и реков дали со прифаќање на оваа вакцина против ХПВ вирусот, ние како доктори се согласуваме со фактот дека карциномот на грлото на матката е инфективна болест. Нели вирусот е предизвикувач. А во тоа време јас имав и емисија која одеше на една национална телевизија каде што зборував за вредноста на исхраната во превенција и лекување на современите хронични болести. И ме знаеа луѓето од телевизија. И јас го поставувам тоа прашање и професорот вика, се врти кон другиот професор, а другиот професор вика, Бибан, сега, шо ти текна? Ама викам сега, нели вакцина, ова е против ХПВ вирусот. Значи, логика некоја, карциномот на грлото на матката е инфективна болест. И стана првиот професор, неќам да им ги спомнувам имињата, меѓутоа, ти вика, сакаш тука пропаганда и реклама да правиш за на телевизија. Ние тука имаме спонзори, има таму шведска маса, кажавме што кажавме, да ги спочитуваме спонзорите, ајде на предновогодишна прослава. Ете, тоа беше. И од тогаш мене ме откачија сите фармацевти, никој не ме посетува, ме баталија комплетно. Арнома не ме батали лекарска комора, нормално. И министерот. Како и да е, сакам да ви кажам дека држејќи го човештвото во еден хаос на страв, исчекување, паника, луѓето го владеат овој свет. Не се работи само за вакцините. Овде моите соговорници и моите колеги, кои што ми ги направија убави овие 2 дена, се од нашите бивши ју простори. И во една работа мислам дека можеме да се сложиме сите. Овде кај нас, секој ТВ дневник започнува со црна хроника. Мислам дека и кај вас е така. Порано не беше така. Ако имаше некоја собраќајка или некоја несреќа, тоа се кажуваше на крај на дневникот. Сега секој дневник почнува со ударна вест за црна хроника. Луѓето се исплашени. Овде дури имаше и анкета пред неколку години колку луѓето се плашат од болести. И мислам дека резултатите не им беа задоволителни, па сега требаше повеќе да се плашат, па се зголеми таа пропаганда за страф од болести и така натаму и така натаму. Секојдневно луѓето се плашат дека ќе немаат за јадење, ќе немаат пари, задолжени сме, не знам, елементарни непогоди, војни и така натаму. Држејќи ги луѓето во таков страф, се утупува нивната интелигенција. Крвта, наместо во кортексот, кој што е креативен дел од умот, каде што се создава креацијата,
оди во делот каде што треба инстинктивно да делува. И луѓето ја губат способноста за интелигентно согледување на работите, за интелигентно спознавање. Се е во грч. Бегај или летај. Што би рекол доктор Брус Липтон, која напиша книгата Теорија на верувањето. И тој тврди дека нашето верување, нашата свесност е нешто кое што е појако од секоја фармација. Нешто кое е појако од секоја болест. И дека секоја болест е излечива. Апсолутно, секоја болест е излечива. И има докази за тоа. А ако и само еден пациент во светот се излечил од неизлечива болест, тоа е доказ дека и таа болест е излечива. А за секоја болест имаме доказ дека имаме излекувани пациенти. Тие сигурно не се излекувани благодарение на вакцина или благодарение на фармација. Но, држејќи го човештвото во страв, може да се организираат и воени жаришта. Замислете, кој е оној мотив кој што луѓето ќе ги однесе во друга земја, ќе летаат таму со авиони, ќе пуштат бомба доле врз население? Кој е оној мотив што војникот ќе се опреми со оружје и ќе оди ќе пука врз луѓе? Мотивот на себе заштита, страв од екзистенција. Ете така се организираат и воени жаришта. Но како се држи нашата интелигенција под супресија? Погледнете ја целата таа храна која што можеме и треба да ја купуваме во нашите маркети. Па дали некој го санкционира тоа? Прочитајте ги само етикетите што пишува на нив, што содржи таа храна. Што јадеме ние луѓето овде, поготово по градовите? Јадеме хемикалии, луѓе. Јадеме многу повеќе од вакцини. Секојдневно. Храната е наш енергенс, ние внесуваме секојдневно. Ако ние направиме споредба на оштетување на организмот на човекот од исхраната, во споредба со фармацевските препарати, па исхраната е број 1. Кој се грижи за тоа? Никој не се грижи. Дури напротив, имаме еден куп реклами со кои што ние треба да си го лесниме животот, да одиме да купуваме готова пакувана храна со еден куп адитиви и конзерванси и така натаму. Каде е министерот за здравство да го каже тоа? Каде е министерот за здравство да организира исхрана во болниците? Па јас одам да посетам мој болен таму, му даваат со мозочен удар, му даваат полномасна павлака, луѓе. 32% масноќа. И леп намачкан со маргарин и посебна салама. На неколку пати сум сугерирала дека треба клиничкиот центар прво да ја среди кујната. Не можете вие да лекувате хронични болни со таа храна. Никој не се осврнува на тоа. Како ние да бараме одговорност од тој здравствен систем? А мислите дека не знаат? Јас ќе им кажам. Па знаат. Изнашетани се по цел свет. Не знам колку пари биваат потрошено од буџетот за шетање. Знаат, ги знаат информациите. Меѓутоа, и нивниот страф е голем. Не можат и тие да одговорат на сопствената желба за слобода. Немаат храброст. Нив им е убаво во таа безбедна зона. И ние не можеме да ги истргаме насила од безбедната зона. Ова е она кое што луѓето денес секојдневно консумираат. Денес се нудат лекови како храна. Ако ги погледнете рекламите, еден куп така наречени суплементи се нудат за добар раст и развој на децата, за добра концентрација, за добра цврстина на коските, за чисти крвни садови, за добра работа на срцето. Лековите станаа храна. Значи сите овие хемикалии кои што ние секојдневно, еден куп луѓе секојдневно ги примаат, тоа се многу повеќе од било која вакцина. Јас не сакам да кажам дека вакцината
е безазлена. Вакцината е непотребна според мене. И таа е фармацевски производ. Не постои фармацевски производ кој што нема нус ефекти. Нема што тука да дискутираме. И витамините имаат нус ефекти. И суплементите имаат нус ефекти. Тоа многу су нус ефекти. А камо ли вакцините? Нема што тука да дискутираме дали е штетна или не штетна. Штетна е. Меѓутоа, она што недостасува, ајде ако збориме за здравствениот систем, сеопфатен систем на дигање на имунитетот. И не они мене да ми зборуваат за колективен имунитет за вакцинација. Колективен имунитет се дига ако на луѓето им обезбедиш чист воздух, чиста вода, здрава храна и пари, финансиска сатисфакција. Луѓето треба да бидат задоволни, среќни и исполнети. Социјалата тука затајува. И никој не сака тие проблеми да ги извади на површина. Сега ние ќе се мотаме околу вакцините. Јас бев поканета на трибина на Телма телевизија кај Боби Христов со директорката на педијатрија Ставрич. Да, и фармацевт, како се викаше? Она што беше тогаш по функција? Она е председател на комитетот за имунизација, на комисијата за имунизација. Председател на комисијата за имунизација, стаен фармацевт. И ајде еден од другава страна демек да седи, кој што не е против. Ја не сум против вакцини. Јас сум против злоупотреба на вакцините. Вакцината не може да биде начин на создавање на природен имунитет. Ние сега направивме, што направивме? Децава, ќе им го правиме имунитетот со вакцина. Како може така? Не може, значи ги направивме вакцините дел од животот, од развојот, од животот на децата. Значи не може така. Може би, сега вие тука изнесовте еден куп аргументи зошто се штетни вакцините. Ако дојдат луѓето од другата страна, ќе изнесат еден куп аргументи зошто се корисни. Сега кој е во право, кој не е? Пуштено е ово? Се случа? Кој е во право, кој не е? И сега јас ќе размислувам кој е во право, кој не е. Во право е природата. Не можам јас мојот имунитет да го правам со вакцина. Мојот имунитет треба да го направам по законите на природата која што мене ме создала. Таа ме создала да го направам имунитетот прележувајќи одредени болести во детството и повремено борејќи се со други причинители предизвикувачи, како што е грипот или нешто друго, некои интестинални пореметувања со проливи и така натаму и така натаму. Па тоа е нормална работа, бе луѓе. Покрај целата здрава исхрана, јас лани добив некоја алергиска реакција со кашлање. Ужасно кашлање. Тоа најверојатно беше нешто во врска со загадувањето. Направив многу испитувања, па можеби околу 200 параметри испитав, нема на ништо немаше реакција. Туку само крвната слика покажуваше алергиска реакција. Долго време имав проблем со гушење. И во февруар месец ова година јас се разболувам од грип. И сега си викам, сега јас кој ќе ми се искомплицира ова на плуќава, ќе завршам на апарати и ќе речат ева ова што збореше за јадење на апарати е. Викам се. Лежам дома 40 температура, све живо ме боли. Како она ме боли, го осеќам, ми се чини ме јаде вирусов. Како ме боли, како ме ова телово, мене така алергијата ми исчезнува, луѓе. И после 7 дена грип ни трага од алергијата. Докторе, што се случи? Вие сте имунолог? Да, Сладолјев? Слушам, мислим, ајде ви говорите дале, па ќе ја да кажам. Нешто се случи? Јас од тогаш толку го сакам грипов, да ви кажам право.
А сега почнува алергијата, јас одма се молам да ме фати грип. Одма молам грип да ме фати. Нешто не е во ред со наукава. Нешто не е во ред со наукава. Грипот вака, вакцина против грипот, на мене ме излечи грипот. И затоа викам вакцинава за ХПВ. Абе луѓе, па мене како доктор, како гинеколог, мене фармацијава и цела наука до сега не ме убедила дека ХПВ вирусот предизвикува карцином на грло матка. Ја не сум убедена во тоа. Па дури и имам истражувано некои вирусолози велат дека ХПВ вирусот се наоѓа тука со друга улога. Прво, го нема во сите ткива кои што се оперирани од карцином на грло на матка, значи во 80% од ткивата го има, 20% го нема. И некои вирусолози се со двојбено мислење дека вирусот не е предизвикувач, туку има друга улога, можеби протективна. И сега јас треба да ги учам луѓево да примаат вакцина и да ги вакцинираат со ХПВ вакцина девојчињава на 13-14 години. Нешто не е во ред тука. И сега вела това забегала, не работи по медицина која се базира на докази. Па хајде нека ми докажат сега што е ова. Ја многу зборам и место public room може и вака и locked room да биде. И не само јас, повеќе. Арнава. Што да ви кажувам? Значи, сакав ова предавање малку и порелаксирачко да го направам и да ви кажам дека работите можеби не се така црни ако вие решението го побарате во самите себе. Дури кога човек затворен во затвор може да биде среќен. Јас мислам дека и дури ако ме затворат во затвор, јас таму сите ќе ги убедам дека треба здраво да се хранат. Ако не се плашиме. Апсолутно. Ако не се плашиме и ако работите ги гледаме од наш агол, од нашиот освестен агол. Ако работите ги гледаме од агол на нашата моќ, на моќта на нашата свест, ако ја достигнеме нашата свест и ако видиме дека ние сме решението за секој проблем, не е здравствениот систем и нашите неосвестени колеги, туку ние самите, светот ќе изгледа еве вака, хармонично. Нема да одиме во војна, нема да пиеме лекови, здравите луѓе не пијат лекови, ни суплементи, ништо. Не треба ни да се вакцинираме. Меѓутоа, индивидуа по индивидуа, еден по еден, не здравствен систем по здравствен систем, еден по еден. Не се плашете. Не се плашете од санкции и не се плашете да донесете одлука. Ако одлучите дека е добро да го вакцинирате вашето дете, тогаш тоа направете го со вистинска одлука и вакцинирајте го детето. Не се можете, леле, сега што ќе биде го вакцинирав овона. Вакцинирајте го, мислејќи дека на вистина добро сте му направиле. Ако се двумите и ги имате во предвид сите овие работи што овде ги слушнавте овие 2 дена, смогнете сили да донесете одлука да не го вакцинирате детето. Затоа што, ако и покрај тоа го вакцинирате, правите голем проблем и на вас, и на детето. Знаете ли она плацебо и ноцебо ефект? Значи, ако вие верувате во нешто, верувате во добробитот на тоа што го работите и ќе го добиете, ама вистински ако верувате, тоа го користи религијата. Ама го има и во науката, ама не знае да го објасни. А религијата не го објаснува, него и таа повеќе на страф делува. А ако вие тоа го направите со срце, го направите целосно, со целото ваше битие, верувајте, никој ништо не ви може. Меѓутоа, ако се плашите, секој лек ќе појави ноцебо ефект, негативен ефект. Затоа, кога вашето дете нема да го примат во школа, немојте да му објаснувате, не, ама и тебе ќе те примате она, не, ќе му речите, тебе не те примаат затоа што си ти посебен, не си ти за тука, ти си најдобар. Така е, не може ти тука да учиш, ти си за повисоки школи, поинакви школи. Кај сме тие школи? Дома. Јас ќе ти кажам, ти најдобар ќе бидеш. Ти си нај, а не да биде исплашено, фрлено
па маргинализирано, дискриминирано. Не е така. Настапете вистински како родители, охрабрете го вашето дете и направете му слика во неговата глава дека тоа е моќно да живее храбро, свесно и здраво во овој свет. Благодарам.